Благодарам, председателе. Процедуралното е врз основа на член 6.2 став 1 алинеја 10 од Деловникот, согласно членовите 33 и 32 од Закон за пратеници и согласно членовите 67 и 35 од Деловникот, службите на Собранието и генералниот секретар постојат со цел да возможат вршење на пратеничката функција и должни се да одговорат на секое барање на пратениците. Пратеничката Мојсовска од пратеничката група на Левица на 16 јануари годинава побара информација од генералниот секретар и службата на Собранието за тоа кој пратеник колку патни трошоци наплатил и колку кири. Еве го барањето, ова е тоа барање. На барањето до денес не е одговорено. По 3 месеци од поднесувањето на барањето, пратеничката Мојсовска поднесе барање, овој пат како граѓанин, по Закон за пристап до информација од јавен карактер и не како пратеник, туку како граѓанин, затоа што како пратеник не одговараат. Еве го и тоа барање. И по ова барање, како граѓанин, не како пратеник, и се одговори, но половично. Деградација на пратеничка функција е службите и генералниот секретар кои постојат за да ги обслужуваат пратениците, да не ги третираат пратениците ко пратеници, ами за нив да има третман за комуникација со граѓанин кој административно е надвор од Собранието. И да биде уште полошо, и таквиот третман не е достоинствен, затоа што и по овој основ прашањето беше половично одговорено. Согласно член 67 став 3, генералниот секретар работи по налог на председателот на Собранието и затоа од председател на Собранието, во случајов и од подпредседател на Собранието, затоа што во негово отсуство подпредседателот го менува, барам да му се наложи на генералниот секретар да си ја заврши законската и деловничката обврска и да одговори на првичното барање пратеничко овој пат целосно. Сега бараме 1 час пауза и на секоја наредна седница ќе бараме пауза се дур не се одговори на првичното пратеничко барање. Благодарам.